Жителите на штипската населба автокоманда газат во кал, а виновен за тоа е министерот за транспорт и врски обвини денеска градоначалникот на Штип. Според него, со неасфалтирањето на трите клучни улици централната власт создава искривена слика кај жителите. И покрај тоа што е потврдено и од Министерството и е надзорот дека се создадени сите услови и до 9 февруари да се завршат, истите не се асфалтираат. Најголемите работи, зафати, промената на водоводната инсталациона канализациона мрежа се завршени од страна на општината. Но тоа кое што се случува во овој момент е изживување од страна на Министерството за транспорт и врски. Јорданов од Бочварски побара да му одговори зошто се уште не е раскинат договорот со фирмата изведувач која била блокирана од страна на сите банки, но и не си стои на договорот. Дали има одредена финансиска корист Министерот за транспорт и врски, зошто до сега го нема раскинато договорот со фирмата изведувач која што не се придржува на договорот и која што не асфалтира? Од Министерството за транспорт и врски, наместо конкретен датум кога ќе се започне со асфалтирање, одговорија дека ги имат исплатено сите фактури кон изведувачот и понатаму процесот на градење е предаден на надзорниот орган изведувачот. Асфалтирањето на трите улици е со заем од Светска банка.